Ова е Македонија за сите. Под ова мото ВМРО ДПМН излегува на терен. Од партијата велат дека целта е да го обединат народот и да ги слушнат проблемите со кои се соочува. Само овој викенд 19 тимови ќе посетат преку 100 населени места за да ги сослушаат граѓаните и да понудат решенија за нив. Опозицијскиот лидер Христијан Мицкоски од Василево порача дека оваа општина е само еден пример како со работа и посветеност може да се постигне многу, како и покрај проблемите наталожени од претходното раководство, реализацијата на проектите не застанува. Покрај тоа што општината има исклучително високи долгови, блокирана сметка, и покрај тоа што има исклучително високи обврски наследени од лошото менаџирање со општината изминатите 4 години, сепак градоначалникот успева да најде начин како да проектите кои што се ветувани за време на кампањата на локалните избори од 2021 година ги испорача и ги реализира. Подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски од Прилепско порача дека криминалот го достигнал врвот, а Македонија со СДСМ и ДУИ го допрела дното. А секаде да поразговараме во однос на штетните политики кои што владата ги води и штетните национални политики, пред се кон отстапките кои што ги прават во однос на националните прашања, но исто така и штетните економски политики и пустошењето на државата, како и веќе се поевидентниот и брутален криминал и корупција кој што почнува од најниско, завршува на највисоко. Владо Мисајловски од Скопско Волково порача дека ВМРО ДПМН е тука за да ги слушне проблемите на граѓаните и да најде решение. Ние за разлика од СДСМ не се криеме во некое мало со своите членови колку да кажеме нешто. Ова е отворено за сите граѓани. Секој нека ни се придружи да слушне она што имаме ние да го кажеме. Многу е важно да слушнат што се случува во Македонија. Гледате какви скандали има, гледате како сакаат со милиарди евра да изградат автопати, односно да украдат пари, да го плячкаат народот. Градоначалникот на општина Аеродром пак ги посети граѓаните во населбата Драчево и оттаму порача дека тие бараат промена на власта и честност. Нема некој помудар од народот. Народот секогаш го знае решението за тоа што е потребно на Македонија и ние како политичка партија продолжуваме и во следните недели активно во директна комуникација да соработуваме се со една клучна цел. Македонија да добие надеж, Македонија да се претвори во земја која што заслужува да биде просперитетна. Пратеникот Мирча Џиоски од Охридско потсети дека власта цели 6 години не го гради автопатот Кичево-Охрид. Автопатот Кичево-Охрид после 6 години од нивното доаѓање на власт гледаме дека нема никаква реализација на истиот и прашање е дали и кога ќе се заврши овој автопат за кој што се потрошија 600 милиони евра. Според најавите на ВМРО ДПМН, во рамки на акцијата Ова е Македонија за сите, ќе бидат посетени сите населени места и градови и дека целта е да ги обединат луѓето околу принципите на заедничкиот патриотизам, околу промените кои насушно и требаат на Македонија и околу потребата од заедничка борба за подобра иднина.